Денеска е 15 октомври, денот кога се одбележува меѓународниот ден на белиот стап. Па токму по тој повод денеска во студиото ни е секретарот на Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци, господинот Благој Јошев, кој денеска е заедно со нас. Господине Благој, добро ни дојдовте во утро, тоест Богоја, извините, го сгрешив името, но како и да е, Богоја, јас Благој те знам и така и те викам секогаш, но како и да е, вие ете имаме чест да вие бидете токму дел од утро и да ете зборуваме малку повеќе за белиот стап, што значува тој и што се, еве, накратко да ни кажете токму за овој ден кој го одбележуваме за белиот стап. Добро утро од моје име и од името на Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци. Голема благодарност до вашиот медиум, до КТВ телевизија, што не следи на сите наши настани, што не промовира ни со општеството и сегде надвор, што ga следат оваа телевизија и овој медиум. И денешниот ден, како што знаеме сите, 15 октомври, денот на белиот стап, кој е светски ден меѓународен за сите слепи лица од целиот свет. Белиот стап ни означува водич на слепото лице, кој ни помага многу у секојдневниот живот, за да може и ние сами да се движиме надвор од домот кај што сме. Он ни означува исто како да ни е асистент, како придружник да ни е нас. Денешниот ден ќе го бележиме со состанок директно со Скопје, треба да имаме состанок со Министерството за труд и социјална политика денеска. Така ни е договорено многу одамна, многу проблеми имаме со тоа министерство и денес баш се договоривме да се одржи еден заеднички состанок на сите здруженија со државата и ќе видиме што ќе се случи на тие состанок. Така, добро. Меѓутоа ќе правите сигурно и во Кавадарци некој настан по повод белиот стап, кога ќе се случува тоа? Исто така Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци ќе организира во петок по повод 15 октомври, ќе се соберат сите членови и ќе се посети и Винскиот музеј да видиме околината околу нив со бели стапчиња, ќе испаднеме да бидеме обележителни за целиот свет, за луѓето околу нас, околината. Така, за да ве видат, да видат дека постојат и такви луѓе и дека на тие луѓе и како им треба, значи, внимание и соодветна нега и помош. Добро. Стварно им треба на овие луѓе малце чувство од пообичниот човек, дека и нисне и поразбирливи од нив, дека ни треба стварно помош, оти сега моментално ни е најтешко, а ние, членовите на Сдруженијето на слепи лица на град Кавадарци, пред 2 месеци имавме асистенти, сега ни се сопрени тие асистенти, персонални асистенти немаме веќе, се наоѓаме секој како што можеме од дома, домашните членови ни помагаат, дали пријатели, дали роднини, некои сите ни помагаат. Што е проблемот, не знаеме, че тие голем проблем за нас инвалидите баш. Така, јас се надевам дека во иднина тоа ќе се реши. Кажете ми, доста сте активни како здружение, не застанувате без разлика што немате доволно финанси. Вие сепак правите некакво си движење, правите организирате настани со цел да се дружите, меѓутоа и да си укажете на начинот на кој можете да си ги олесните вашите животи. Правите доста настани, активности. Ајде, што се случуваше изминатиот период, да ни кажете. Како што знаеме од последното наше гостување во оваа студио, кој беше околу мај месец, имаше меѓународен концерт во Домот на културата. Потоа имаше доста низа на спортски активности кои се од витално значење на нас, како шах, како голбол, како атлетика што е. Земавме учество на повеќе турнири, на меѓународни турнири во шах со по 23 членови. Исто така освоиме солидни резултати на тие шаковски турнири. На државно првенство во атлетика исто освоивме второ и трето место со наши членови. Сега скоро бевме на меѓународен турнир во Ниш поканети. Земавме учество од 6 екипи, бевме трети таму. Пак задоволително за нас, трето место на меѓународен турнир, многу супер. Викендот помина по повод 11 октомври се организираше во Прилеп шаковски турнир за слепи лица и тие на меѓународен карактер. Добро се најдовме таму, освоивме некој 9-то место и така да секој викенд имаме по некоја активност. Планиравме исто така
да организираме екскурзија за нашите членови, ама поради немање на доволно финансиски средства, ќе одложиме за наредниот месец, ноември месец, таму здрави и живи да биме. Така. Тоа е што се случуваше изминатиот период. Што ќе следува до крајот на годината? Имате ли други планови? Како план? Освен нели екскурзијава што сакате да ја реализирате? По покана на Национална сојуз на слепи денеска по повод 15 октомври, сега во 12 сат ќе имаме состанок со министерот за турската политика, да. Исто така во сабота сега на 18 поканети во Сдруженијето на слепи лица на град Гевгелија, таму ќе се одржи настан Вешта жена, ќе има представнички од нашето здружение, околу 5 жени ќе одат од тука, ќе направат своји специјалитети од Кавадарци се значени за нашиот град и треба да ги промовираме таму. Ќе има членови на тие состанок, например, ќе има од сите градови, не е само од Кавадарци да бидат поканети. Понатаму ќе имаме организација на екипно шаковско првенство кое ќе се одржи во Штип и многу други настани. Ќе има смотри за слепи лица кои се одржат при крајот на декември. А по повод 3 декември пак се организира нешто за сите инвалидни организации, тоа што се у Кавадарци, како лани што имавме промоција на голбол од Кавадарци и така, тие се посебно настани. Планираме уште сега на крајот на октомври да направиме треба меѓународен турнир во голбол, кој ќе бидат гости поканети од Србија, од Ниш, од Белград и наши екипи тука од Македонија 3-4 ќе има, посебно Кавадарци има 2 екипи, машки и женска екипа, кои настапуваат во тие надпревари и така. Така. Ми кажавте дека секој викенд се случува нешто, меѓутоа тоа сето бара нели подготовки. Како течат подготовките околу тие спортски активности, каде вежбате, кој се ви помага во делот на вежбањето, имате ли посебни тренери? За спортот што е за голболот, тренираме во средното шумарско училиште што е Ѓорче Петров во Кавадарци, имаме одлична соработка таму со школата, имаме меморандум подпишано за соработка. За шахот што е тренираме сами во нашите простори што Сдруженијето Кашнија Младински, ни помагаат професор по спорт, таму ни помага, како се викаш професор, забравив. Дарко. Да. Он ни помага за физичките работи, за активности што се околу голболот, околу атлетиката и тоа е. Колку пати неделно тренирате? Одиме 2 пати неделно. Значи 2 пати неделно сите се собирате, тренирате и така ги одбирате на дружба за членовите, тренинзи за да биме поактивни, физички поспремни. Така. Значи направивме едно резиме што се случуваше претходно, што ќе се случува во иднина. Јас сум сигурна дека ќе имате можности да се развивате и во други спортови. Дали нешто такво имате веќе планирано? Поради немоќ на финансиски средства, кои ни се многу мали од државата што ги добиваме, например, Национална сојуз, дотациите многу ни каснат оваа година и заради тоа не сме спремни за да организираме повеќе активности. Ни сакаме да се дружиме повеќе се, ама ни се ускратува со тоа. Кавадарци се многу малци тие такви луѓе што помагаат за овие настани и не знам како ќе се сноодиме понатаму. Ќе видиме, ако имаме разбирање нешто од министерот за труд и социјална политика, па здрави живи. Гледаме да направиме што повеќе. Дај Боже да се решат сите овие проблеми на кои наидувате и едноставно непречено секој да си се пронајде во повеќе спортови, да се воведат повеќе активности за да може да се реализирате и како личности. Господине Богоја, еве да не ве сгрешам пак, јас ви благодарам што одвоивте време и што дојдовте денеска да ги запознаеме граѓаните за делот на Белиот стап, за овој празник што го одбележува тоа што треба секој човек да го запази со внимание, затоа што сепак и вие сте граѓани на оваа држава и треба да имате посебно внимание и почит и од институциите, меѓутоа и од самите граѓани кои ве окружуваат во вашето секојдневие. Поздрав до нашите членови на Сдруженијето на слепи лица. Текот на денешниот ден ќе ги известиме за
Нашата активност треба да биде по повод 15 октомври. Поздрав до сите гледачи, најголема благодарност до вашиот медиум КТВ телевизија, што стално све со нас заедно.